Вести на Каналосу. Маглата што во текот на минатата ноќ се спушти во котлините го отежнува нормалното одвивање на сообраќајот. Одговорните упатуваат апел до возачите да возат внимателно, со намалена брзина и задолжително вклучени светла. Густата магла во изминатото деноноќие им создава потешкотии на возачите кои возат на отворен пат, па дури и на оние кои се движат по градските улици. Видливоста на одделни места е драстично намалена, а во текот на денот се движеше од 50 до 100 метри. Според одговорните во Македонија пат и Автомотосојузот на Македонија, на патниот правец од Делчево до Кочани и понатаму кон Штип, просечната видливост во текот на денот била 80 метри. Во текот на ноќните часови се очекува маглата да проложи, поради што упатуваат апел за внимателно возење. Практично целата држава е обвиткана во густ облак, потежната е сообраќајот и на делниците Велес-Скопје, Велес-Штип и Катланово-Велес, соопштуваат од Македонија пат. Оттаму предупредуваат дека во клисурите и засеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани-Делчево и Виница-Берово. Маглата направи проблеми и на Скопскиот аеродром, па сите летови од минатата ноќ и предпладнето беа откажани или се пренасочуваа кон Охридскиот и Приштинскиот аеродром. Инаку сообраќајот на сите патишта низ земјата се одвива со помали застои поради влажните коловози, што се дополнителна опасност за лизгање на возилата. Во текот на ноќните и раните утрински часови можно е подмрзнување на коловозите, посебно на мостовите, поради што брзината на возилата треба да се прилагоди на условите. Освен намалената видливост во сообраќајот, маглата во Кочанскиот регион е дополнителна причина за зголемување на загаденоста на воздухот. Станицата за мерење на квалитетот на воздухот изминатите 2 дена регистрирала благ пораст на загаденоста и присуство на штетни честички. Не се само возачите оние кои имаат проблеми поради спуштањето на маглата над Кочанската котлина. Отежнатото одвивање на сообраќајот е само една од негативните последици од неа, затоа што истовремено таа влијаеше и врз порастот на загаденоста на воздухот. Според мерењата на мониторинг станицата за квалитет на воздухот во Кочани, присуството на така наречените PM10 честички е зголемено и во текот на денот просечно изнесуваше 95 микрограми на метар кубен, односно беше на средно жолто ниво, што е за 2 нивоа под максималната граница. Ваквата состојба не е алармантна, бидејќи релативната загаденост на воздухот е во рамки на дозволеното и далеку пониска од онаа во Тетово, Скопје, Битола и Кичево, каде достигна многу високо, односно црвено ниво. Она што сепак во однос на загаденоста на воздухот е карактеристично кај нас е што бројот на надминувања на вообичаените концентрации на PM10 честички изнесува 122 пати во однос на дозволените 35 пати. Присуството на јаглерот моноксид во воздухот во Кочанскиот регион исто така има тренд на пораст, но засега се движи во концентрација од 3,5 милиграми на метар кубен и не ја надминува 8-часовната гранична вредност од 10 милиграми. Зголемената концентрација на PM10 честички и јаглерот моноксид се должи на тивкото време, односно отсуството на ветер во изминатите десетина денови, а тие се резултат на согорувањето на огревниот материјал во домакинствата и институциите. Со оглед што за крајот на неделата метеоролозите најавуваат намалено присуство на магла во котлините, се очекува и концентрацијата на штетни честички во Кочанско да падне за уште едно ниво пониско. Со конкурсот за идејно решение за уредување на коритото на Кочанска река, општината има намера да собере предлози од стручните луѓе. Реализацијата на избраните најдобри решенија се остава да ја остварат други раководни лица што би дошле во иднина. Нема определен рок кога би се реализирале пристигнатите предлози по конкурсот што општина Кочани го објави за уредување на коритото на Кочанска река. Оваа општинска власт сакала само да го слушне размислувањето на стручните лица по прашањето, а реализацијата им ја остава во наследство на оние кои ќе дојдат по неа. За да ги стимулира предлозите, вети дека најдобрите што ќе ги избере, ќе ги награди парично. На заинтересираните им е оставена слобода во решението како замислуваат да изгледа речното корито, што освен естетскиот изглед би можело да ја подобри и функционалноста на просторот. Според градоначалникот Димитровски, објавениот конкурс треба да биде предизвик за сите кои сметаат оти имаат квалитетен предлог што би можел и практично да се реализира. Со овој конкурс ние како општина даваме награда за идејно решение
значи им фрламе ракавица на архитектите, градежниците и другите заинтересирани кои што можат да предвидат покрај сегашните содржини кои што ги има во Кочанска река, да предвидат и нови содржини, бидејќи Кочани е едно од ретките места во Република Македонија каде што имаме обилна количина на вода во текот на целиот летен период и сакаме да таа вода ги искористиме. Дали ќе биде искористена за шеталиште, дали ќе биде за детски катчиња, дали ќе биде за некои други активности, дали настрешници, дали ресторани и така натаму, седешници, тоа оставаме на архитектите. Трите најуспешни решенија општината ќе ги награди со 62.000, 37.000 и 25.000 денари. Предлозите треба да се оригинални во концепцијата, да можат да се изведат во практика, да се одржливи и економични, а истовремено да се почитува определбата за современ третман на просторот. Сепак, Димитровски е свесен дека реализацијата на предлогот за уредување на речното корито би чинела многу пари, поради што таа би останала за подобри времиња. Од тие идеи кои што ќе ги дадат, наредните генерации, односно наредните они кои што ќе дојдат на ова место, можат да изберат кој од проектите ќе се реализира. Било со средства од буџетот, било со некои други разни донацијски средства кои што ги има, дали од државата или надвор од државата. Комплетната уреденост на Кочанска река со зелените површини во нејзиното корито со години е едно од позитивните обележја на градот, поради што во изминатиот период тој го носеше епитетот најчист и најуреден во државата. Дали новите предлози за изгледот на реката ќе му го вратат ова признание, останува да се види по истекот на рокот на конкурсот, што трае до средината на јануари. И годинава општина Кочани нема да организира конкурс за избор на најубаво новогодишно украсување на домовите и други објекти. Од општината нема официјално известување за причините за одложувањето, иако тоа беше едно од традиционалните одбележувања на новогодишната прослава. По дведецениско организирање избор за најубаво новогодишно украсување и годинава кочанци нема официјално да се надпреваруваат во умешноста да го накитат својот дом. Локалната самоуправа втора година поред не го објави вообичаениот конкурс за учество во изборот, со кој на најоригиналните идеи им се доделуваа награди. Од општината нема официјален став што е причината за одложувањето, иако токму средината на декември беше период кога се стимулираа граѓаните и сами да учествуваат во разубавувањето на новогодишната атмосфера. Сепак, факт е дека во последните неколку години интересот кај граѓаните за пријавување на конкурсот беше во опаѓање, при што на последниот избор пред 2 години имаше само 4 кандидати и сите добија награди. Остануваат претпоставките дека можеби опаѓањето на куповната моќ и пренамената на парите за други поприоритетни потреби е една од причините за намалената заинтересираност. Од друга страна, и наградите што ги доделуваше општината беа скромни и нестимулирачки, со оглед на минималниот буџет што се издвојува за таквата намена. Поради тоа се доделуваа ефтини новогодишни украси што само символично ја изразуваа желбата на локалната власт да им оддаде признание на најдобрите. Атмосферата на скромно одбележување на новогодишните празници ја дополнува и украсувањето на градот, за што се искористени неколку годишните украси, без значителни иновации и промени. Нов директор доби Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Од пред еден ден на функцијата се наоѓа Кристина Атанасова Арсова, дипломиран актер на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Иако се уште не ја добила официјалната потврда од ресорното министерство, веќе е познато дека таа е избрана од неколкумината пријавени кандидати на конкурсот што беше објавен пред извесен период. Атанасова Арсова досега беше вработена во Народниот театар во Штип, а на местото директор на Кочанскиот центар за култура доаѓа на местото на досегашниот прв човек Коце Стојменов, кој функцијата ја извршуваше во 3 мандати. Одржани се првите 2 представи на новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Во текот на наредните 3 дена ќе бидат одржани уште 3 дневни и 2 вечерни концерти. На вечерните ќе настапат и гости од Швајцарија. Започнаа представите на новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Првиот ден од представувањето се одржаа 2 концерти за учениците од основните училишта од Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево и Виница.
среда на 23 декември ќе се одржат уште 2 концерти, исто така за учениците. А в четврток се предвидени еден дневен и еден вечерен концерт и завршуваат со вечерниот концерт в петок. Менеджерскиот тим и наставниците воглавно задоволни од првите одржани концерти. Помина првиот концерт, значи го реализиравме почетокот на новогодишната програма за оваа година. Еве сега во 13 часот следува и вториот концерт. Во текот на наредниот ден и во четврток ќе имаме уште 3 концерти за училиштата и во четврток и петок ќе бидат вечерните концерти за граѓаните во општината и надвор од неа. Работевме напорно овие 2-3 месеци, се надевам дека ќе им се допадне на целата јавност, како на помалата и на поголемата возраст, на сите возрасти, нели? И музиката сама ќе покаже своето. За вечерните концерти Ѓоргиева најави и гости учесници од Швајцарија. На представите кои ќе се одржат во четврток и петок и на дневната и на двете вечерни ќе гостуваат ученици од Швајцарија, тоа е всушност ученици кои беа домаќини на нашите ученици и наставници кога лани гостувавме ние со новогодишниот концерт кај нив. Оваа година тие се наши гости и мислам дека и на нив ќе им се допадне. Во новогодишниот концерт, кој се одржува по 15-ти пат, учествуваат околу 200 ученици и нивните наставници од музичкото училиште. Се изведуваат 15 композиции, од кои 5 пее малиот хор, 5 хорот составен од повозрастните ученици и 5 композиции се инструментални кои ги свири оркестерот на училиштето. Годинава концертот се одржува под темата Подарок за вас, затоа што самиот концерт представува подарок за целата публика која што ќе го следи, додава Ѓоргиева. Инаку цената на билетот годинава изнесува 150 динари и картите се продаваат во Центарот за култура Бели Мугри, каде што и се одржува концертот. Друштвото за управување со отпад од пакување Екопак Хитот Кочани за новата година не ги заборови децата од специјалната паралелка од основното училиште Малина Попиванова. Им додели пакетчиња и ги израдува со подароци. Друштвото за управување со отпад од пакување Екопак Хитот Кочани ја продолжи традицијата. За среќна нова 2016 година представници од компанијата ги посетија децата од специјалната паралелка од основното училиште Малина Попиванова и ги израдуваа со новогодишни пакетчиња. Екопак Хит и оваа година ја продолжува традицијата со доделување на новогодишни пакетчиња. Значи, денес сме овде по повод новогодишните и божигните празници за да ги наградиме дечињата од посебната паралелка при основното училиште Малина Попиванова. Со овие пакетчиња, значи, сакаме да им честитаме новата година, да им посакаме успешна наредна година, нели, многу здравје, среќа и успеси. Соработката на Екопак Хит со Кочанското училиште продолжува и понатаму. Неодамна заврши програмата Биди модерен, селектирај паметно, преку која представници од компанијата ги едуцираа младите за правилно селектирање и рециклирање на отпадот и како да се постапува со него, со цел да се зачува околината и да се живее во здрава и чиста животна средина. И за крај информацијата од спортот. Младинската организација од гимназијата Љупчо Сантов по 8 пат организира хуманитарен кошаркарски надпревар меѓу професорите и учениците. Средбата ќе се одигра в среда во 18 часот и 30 минути во училишната сала. Професорите и учениците во средното општинско училиште Љупчо Сантов повторно ќе одиграат меѓу себе надпревар во кошарка за да ги одмерат знаењата и силите надвор од училниците. Во изминатите години се одржаа 7 вакви средби, па во пресрет на новогодишните празници, училишната младинска организација Единство закажа ново преслушување меѓу веќе традиционалните противници на паркетот. Надпреварот ќе се одигра в среда, а интересот за него е солиден, односно продадени се голем дел од влезниците. Ваквото спортско дружење станува традиција, а освен кошарка, гледачите ќе можат да видат и други придружни содржини. Средствата што ќе се добијат од продажбата на влезниците заедно со парите што ветели дека ќе ги донираат неколку фирми, ќе бидат наменети за помош на нашиот сограѓанин Методи Митев, на кого му е потребно лекување во Кина.
Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.